Ден на жалост во Србија, Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Покрај македонското наполовина копие се и нивните знамења. Голем број земји од регионот и Европа прифатија повредените во трагедијата во Кочани да се лекуваат таму. Се ставаат на располагање сите капацитети, се нудат бесплатни сместувања, финансиска помош, поддршка за семејствата. Солидарноста на дело, целиот свет ја споделува болката со Македонија. Меѓу земите кои веднаш понудија помош и лекување на пациенти, пратија амбулантни возила, авиони и хеликоптери се и Хрватска, Грција, Бугарија, Србија, Турција, Романија, Словенија, Шведска, Литванија, Луксембург, Унгарија, Норвешка и многу други. Бугарскиот председател Румен Радев, кој се потпиша во книгата на жалост во амбасадата на Македонија во Софија, рече дека неговата земја е подготвена да прифати повеќе повредени и чека на македонските власти да кажат дали има потреба за преземање на уште 10 лица. Во готовност се воено-транспортниот авион Спартан и амбулантните возила на Софиската итна медицинска помош. Таму се организираат и крводарителски акции. Бугарија е подготвена и ќе продолжи да помага за се што е потребно. Очекуваме македонската страна денеска да одлучи дали има потреба да се преземат уште 10 луѓе. Спартан и медицинските екипи се подготвени. Ќе продолжиме да даваме помош. Оваа трагедија покажува дека и двата народи мора да се подпираат еден на друг, но не само во вакви денови како денешните, заради нашата заедничка европска иднина. На улиците во Србија може да се забележат македонски знамења на половина копје, а денеска е прогласен Ден на жалост. Српскиот парламент седницата ја започна со едноминутно молчење за почит на жртвите. Српската амбасадорка рече дека ги ставаат на располагање сите здравствени капацитети и подготвени се да примат уште пациенти. Мислам да не постои особа у Србiji koja nije заплакала. Мислам дека не постои во Србија личност која не заплака за она што се случи во Кочани. Се трудиме на секој можен начин да ја поделиме болката со вас и да пружаме помош. Хумани граѓани нудат сместување за семејствата на повредените и психосоцијална помош. Во објавите на социјалните мрежи посочуваат дека ова е чин на човечност, хуманост, љубов и пријателство. Сместување за роднините на повредените кои се хоспитализирани во Солун, но и транспорт од сместувањето до болниците, обезбедува издруженијето на бизнис жени од Грција, кои веќе имаат на располагање околу 20 соби. Апартмани нудат и нашинците таму, но и грците. За сите од семејствата на повредените кои ќе бидат преместени во Загреб, Сара е таму спремна да помогне со се што може. Во Белград во овие тешки мигови за семејствата на повредените на располагање кои се лекуваат таму 24/7 може да се обратат на Марија Ведикова. Имењата на пациентите не се познати, затоа ве молам споделете ја објавата со надеж дека информацијата ќе дојде до нив. Вие на располагање со цело срце. Во болница во Будимпешта е однесено девојчето од Кочани. За неа се грижи другарка ми која таму живее и работи. Панда нуди бесплатно сместување на родителите на девојчето. Живеам во Марибор, Словенија. Ако на некој од семејствата им треба сместување, имам можност за 4 луѓе и стојам на располагање. Бесплатен транспорт, превод, престојувалиште за Грција и Србија, семејствата може да побараат и на телефонскиот број 075 421 535. Објави уште еден хуман човек. Помош понудија и од Холандија за 4 лица за сместување, храна, превод и се што им е потребно на фамилиите, на повредените, кои се префрлени во специјализираната болница за изгореници. Оваа солидарност е показател колку е важно заедништвото, поддршката и грижата, без разлика на националноста, религијата или културата.